Референдумот е можност за отворање на вратите за вашата земја да биде дел од евроатлантското семејство, рече германската канцеларка Ангела Меркел на денешната заедничка пресконференција со премиерот Зоран Заев. Неа со црвен тепих пред зградата на владата дочекаа премиерот и владина делегација од повеќе министри. По едночасовната средба со Заев, Меркел прво го честиташе денот на независноста, па потоа го поврзе со референдумот од 1991 година и референдумот што следи. И се разбира, не сакам да се мешам во одлуката на вашите граѓани, но од сопствено искуство можам да кажам дека ова е историска шанса која што не се појавува секој ден. Таа е шанса која што една генерација има само еднаш. Овој 30 септември е историска шанса. И затоа од мој аспект сакам да кажам, не останете на ваков историски ден дома. Искористете вашата демократска можност да го кажете она што мислите или она што сакате да го кажете за иднината на вашата земја. На новинарско прашање поврзано со честите посети на странските политичари во пресред на референдумот и за тоа како е поставено референдумското прашање, Меркел одговори дека таа не е како што речета закани, туку дека граѓаните на земјата треба да одлучат за нивната иднина. Иднината, ако референдумот има позитивен исход, додаде германската канцеларка, би можела да биде во евроатлантските структури, напоменувајќи дека постоеше спор меѓу Грција и земјава кој мораше да биде решен. Без решение на ова прашање не може да го има членството во НАТО. Тоа не е некаква поврзина која што е конструирана од владата, туку тоа е една поврзаност која што се должи на тоа што сите земји членки треба да гласаат за тоа. И тие нема да гласаат ако ова прашање не е решено. Затоа е многу значајно ова поврзаност да биде јасна. Тука нема никаква закана. Премиерот Заев пак рече дека голема чест е што канцеларката доаѓа во посета на големиот празник, додавајќи ќе возвратиме со успешен референдум. Оваа посета е силна порака и поттик за нас во пресред на референдумот на кој граѓаните на нашата земја ќе ја изберат иднината. Оваа посета е уште едно охрабрување дека големите сили подржуваат доследно спроведување на договорот со Грција од двете страни. И двајцата зборуваа за добрата економска соработка меѓу Македонија и Германија. Меркел најави интензивирање на врските преку економскиот комитет и советникот кои би работеле со македонската влада. Сојузната влада на Германија и јас лично се залагаме за продлабочување на врските со Македонија, рече Меркел. Денешната посета е прва на македонската влада од германски канцелар. Во незините рамки Меркел нема да се сретне со претседателот Ѓорѓе Иванов, а на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, како што и самата кажа, ќе му принесе порака дека во една демократија за клучните прашања постои национална и заедничка одговорност.